Расте бројот на земји членки на Европската Унија кои отворено застануваат зад Македонија и ја критикуваат Бугарија за апсурдноста на нивните барања, а самата Унија дека врши преседан на европските вредности. Ваквата промена може полека да ги сврти коцките на наша страна. Според експертите, ваквите позитивни сигнали се должат на владината дипломатска офанзива, која покажува дека како држава имаме интегритет и цврст став. Во Европа расне свеста дека она што се случува со Македонија е состојба без преседан и дека не е она што беше замислено како патека за интеграција во Европската Унија. Мислам дека е добро што како држава и како дипломатија покажуваме интегритет со новата влада, значи имаме цврст став кој не е како порано, кој варираше и на прилично субмисивен начин се подчинуваше на малтене секое едно барање кое доаѓаше од надвор. Последен во низата беше хрватскиот претседател Зоран Милановиќ, кој од Скопје отворено порача дека не треба да си дозволиме да бидеме жртва на уцени и изнуди за членство во Унијата, но поддршката за Македонија расте од се повеќе држави во Европската Унија. Пред изјавата на Милановиќ поддршка и понуда директно ја посредува во спорот меѓу државава и Бугарија, понуди премиерот на Унгарија Виктор Орбан, па дури и еврокомесарката Марта Кос порача дека Македонија е тажна приказна поради условувањата кои ги добива. Дабиќ смета дека пораката на хрватскиот претседател е силна и ќе стигне до повеќе земји членки на ЕУ. Пораката е доста силна, имајќи предвид дека ретко кој во дипломатијата ќе ви каже така отворено и така прецизно да внимавате. Знаете каква е дипломатијата. Во крајна линија секој има своја битка и секоја држава има своји интереси. Мислам дека оваа порака полека почнува да стигнува до се повеќе земји членки на Европската Унија. Ставот на македонската влада во однос на спорот со Бугарија е јасен. Уставни измени се прифатливи со одложено дејство, односно при ратификацијата на членството во ЕУ, со цел да се спречат можни уцени од Софија низ преговарачкиот процес.